Господин Ангеловски, на чекор сме да формираме граѓански совет кој ќе контролира работата на новоформираната оперативно-техничка агенција. Што точно ќе бидат надлежностите, што ќе може тие да проверуваат во ОТА? Граѓански совет е ново надзорно тело, предвидено во Законот за следење на комуникации, кое се состои од председател и 6 члена, од кои тројца доаѓаат од делот на експертите и тројца се од делот на невладиниот сектор. Разликата помеѓу нив и Комисијата за надзор во следење на комуникациите, кој е парламентарно тело, е во тоа што Комисијата за надзор е представник на граѓаните, артикулиран преку волјата на пратениците, каде што председател за секојаш од редовите на опозицијата и има 5 члена, по 2 члена од опозицијата и од позицијата. За разлика овде, ова е одраз на потребите за граѓанскиот сектор, изразен преку невладините организации, преку делот на експертската јавност, има право на увид во работата на ОТА во делот на следење на комуникациите. Собранието, согласно законот, е должно да им обезбеди услови за работа. Треба да им створи услови и просторни и материјални за да може да функционираат. И добро е да се формира ова тело, мислам дека по некој дел малци и доснеме со изборот на овој граѓански совет. И би требало да се формира во полн состав за да може правилно да извршува својата функција. Меѓутоа, што точно ќе проверува ова тело, односно неговите членови? Граѓанскиот совет постапува по собствена иницијатива согласно закон и по представки од граѓани, кои имаат право да достават представки до нив и они се должни во рок од краток рок од 48 сата да дојдат и проверат дали тие броеви за кои имаат представки се злоупотребени, дали евентуално се следени, и ако се следени, дали се следени по закон или направена злоупотреба. Во принцип, нивната работа, за разлика од парламентарната комисија, која има малце поширок опсег на контрола, и во делот на финансиско работење, и во делот на кадровската политика, и во делот на севкупното функционирање на ОТА, они се пред се, граѓанскиот совет се пред се насочени кон контрола врз тоа дали има можни злоупотреби од системот за следење на комуникации. Тие контроли ги прават најавено, може да ги прават по представка од граѓани или, како што веќе напоменав, по собствено убедување, претпоставам на квартално ниво. Меѓутоа, тие немаат редовно воспоставена, нема да имаат редовно воспоставена пракса на редовни посети или сепак тоа зависи од нивната волја? Самата волја на законот кој вика дека по собствено убедување им дава право да се одредат сами динамиката на контрола врз ОТА. Дали ова значи дека доколку телото би одлучило дека нема потреба да врши контрола, еве, пример, 3 години, дека е можно да се случи да не изврши? Не верувам во такво сценарио, ќе биде несериозно. Со самото нивно постоење се работи за представници на експертската јавност и представници на невладиниот сектор, кој е засегнат со слободите, загрозувањето и слободите на човековите права. Не гледам причина зашто не би правеле контроли. Би апелирал да тие контроли бидат минимум на квартално ниво. Она што еднаш веќе го имам кажано во јавноста, на ОТА и се потребни овие контролни тела. Покрај овие две имаме контроли од Дирекција за безбедност на класифицирани информации, имаме контрол од Народниот правобранител, од Дирекција за заштита на лични податоци. Сите овие контролни тела би требало и пожелно е за ОТА да обуват својата функција во полн обем и капацитет и на соодветен начин. Зошто? Затоа што само така ОТА може да стекне кредибилитет. Можам ја да се појавам во јавност како директор на ОТА и да тврдам дека се е во ред, ако немам соодветна експертска контрола, која тоа ќе го потврди со соодветен извештај, чуму сето. Односно доверливоста за материјата со која што се занимавате со која што се занимава ОТА е доверлива. Каде е границата помеѓу надзорот, контролата што ќе врши ова тело и дали би можеле членовите на ова тело да стигнат до информации или до податоци кои се доверливи, безбедносно заштитени, ако можам така да кажам? Дали би можела да загрози вашата работа или пак истрагите? Злоупотребите се секогаш возможни, но сите членови на комисиите или експерти што бидат во контрола на ОТА должни се да поседуваат соодветни сертификати до ниво на државна тајна. Тие сертификати ги обврзуваат да сите податоци кои ги имаат видено во текот на контролата ги чуваат само за себе и во рок од 5 години по престанок на мандатот. Вториот заштитен механизам во ОТА не постои содржина. Следена содржина, таа постои, но е во криптирана форма, не може да ја види никој, освен
на соодветен начин проследена до надлежните органи. И второ, судските наредби кои стигнуваат во ОВО се анонимизирани. Да, ние ги знаеме броевите, но не знаеме чии се. Можеме да го толкуваме тоа дека релативно е лесно да се дознае чив е бројот, кога ти го знаеш бројот, но таа обврска, како што важи за вработените во ОВО, важи и за членовите на надзорните тела кои ќе дојдат под контрола. Значи, они имаат обврска согласно сертификатот безбедносен, да све што ќе видат во текот на контролата го чуваат како државна тајна и да со тоа постапуваат согласно закон. Доколку има прекршувања, последиците ги сноси оној што ќе направи злоупотребата. Ниту изборот на ова граѓанско тело не помина без политички препукувања и политички обвинувања. Дали вие лично верувате дека нема ова тело да би новоформирано тело да биде повторно некаков политички инструмент? Политички препукувања не би ги коментирал, тоа е работа на политичките партии, секојаш ќе ги има. Оптимиста сум дека што побрзо ќе биде составено ова тело и ќе му биде возможно да се работи својата работа. Воопшто не се сомневам дека и граѓанскиот сектор, тоест невладиниот сектор и експертската јавност се заинтересирани ова да се случи. Да, имаше некакви толкувања дали е таа работа платена и колку е платена. И тука не е мое да судам или да давам сугестија, али би апелирал дека тоа не се воопшто големи пари. Дури и да се одвои некаков буџет за функционирање нивно, кој ќе биде субвенционирано од страна на собранието на влада, тоа не се големи пари. Во однос на проблематиката која се штити и делот на довербата која треба, изгубената доверба до сега со целата она афера што не се случувало, целото општество би требало да биде заинтересирано да ова доверба повторно се поврати и ова е за тоа поставена, за тоа е формирана.